Лека ноќ и добре дојдовте во првата епизода на вчерашни новости во 2018 и воедно среќни божични празници за сите православни христијани. Каде се падна паричката и зошто не кај вас, тоа е прашање на кое немаме одговор. Така, Александар, лека ноќ и среќни празници и од мене. Иако влеговме во новата година, денес ќе направиме еден голем чекор за сите и ќе се потсетиме што ја одбележа 2017 и кои беа најважните настани со кои легнувавме и станувавме секој ден. Бурна година во секој случај. Макотрпна работа како за нашите репортери кои ви ги подготвуваа новостите, така и за вас кои моравте да ги джвакате. Но колку помалку напор, толку повеќе сила, ќе рече Брус Ли. Така, Александар, да направиме чекор за сите и да погледнеме во 2017. Ова е вчерашна ретроспектива. Подсетуваме како започна 2017 година. Откриваме, се случуваше ли нешто минатата пролет? Анализираме, каков живот дојде со новата влада. Вчерашни ретроспектива на настаните кои ја одбележаа 2017 година. Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Од многу обврски немам време ни за децата, но тука ми помага мојата тајна. Готвејќи за нив, ги правам среќни и здрави. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Биотеа, органска италијанска козметика, сега достапна и во козметички салони и дерматолошки ординации низ Македонија. Природен ботокс без игли, инстант лифтинг за измазнување на брчките, кактус за нежна кожа и свиленкаст изглед, линија од билка месо ждерка за топење на салата. Биотеа, инспирирани од природата. Непогрешливите предвидувања на иднината, пророштвата за судбината и модалитетите како таа доколку е злокобна да се избегне, беа само сегмент од вчерашни. Останува впечатокот дека наспроти сите Клеопатри, фактор Иксови и разноразни гатачи и бајачи, само нашата Елвира успеа да ги прогнозира настаните кои следеа во годината која измина. Еве што предвиде таа во далечниот јануари 2017. Добро вече на сите што ме гледаат на телевизија 1, на ТВ Звезда се извинувам. Ја се бавим со тарот веќе долго време, на сите им гаджам и ја мислим секоја карта ја тумачам. И имамо гледач, тако е, ко се јавља? Ало? Од каде се јављате? Од Заја се. Тако е, за љубав или за здравје хочете? За љубав да ми кажуваш. Тако е, за љубав, тако е. Да, ето, знала сам. Имате криза у брак. Женет сте? Ја, не сум. Не, тако е, али сигурно имате партнера. Комплицирано е. 8 години смо биле у врска, сега он сака да продолжи и јас мислам. Ево, сад ću da vidim uzrok za kriza. Eto, znala sam. Imate problem sa partnera koji je u znak love. On hoće da je dominantan. Gledač se isključio. Imamo nov. Tako je, ko se javlja? Вртам, од ПСК никој не ме слуша.
Ne se lutete, niko je ne ve sluša, ama zato вие не слушате нас. Да. Од каде се јавljате? Тука, од канцеларија. Сакам да прашам за здравје. Кашам многу. Много радите. Много, а? Не смете да радите 24/7. Мора да одморите jedno 4 година најмање. 4, а? Видим неко путовање. Неко изненадно путовање. Изненадно. Нешто чезнеш, нече да се оствари то што чезнеш. Нече, а? Видим нека несреќа ќе буде на то путовање. Али ќе помине то. Да. Ќе помине то, а сад видим од мајчина страна Да. нека мушка особа. Братучет. Та особа те искориштава. За здравје се јавив. За здравје, тако je. Da pitam, vi meka stolica imate, jel tako? Тврда. Tako sam i mislila. Tvrda stolica. Tvrda. Ili kako se to zove, zatvor. Mene ta karta mi je izvađena, ali ja sad ću da vam kažem uzrok. Eto, znala sam. Се, Znala sam, imate povećan SJ. Povećan. Jer vaš imunitet je pao. Od decembra navamo. од децембар. Moj savjet je da se pazite od neke 3 ženske osobe. Да се пазиме. Oni vas ne misle dobro. Gledač se isključio. Imamo nov gledač, ko se javlja? Ало, што? Се јавувам од Струмица, сакам да прашам една работа. Звездите како ми се наклонети и дали тумачите сонови? Ото има некој американец ми се јави со маđarski акцент на сон. Ja ne radim sonove. To jedan kolega od Amerika radi. Če vi dadem broj, čega pozovite. Фала многу. Ja radim isključivo tarot i sad ću da vidim sve. Evo. Vidim da ste dosta dugo vreme bili u senka, jedna muška osoba. Da. Vaše vreme dolazi Добро. i odlazi. Odlazi, a? Vi ste jedna jadna osoba. Mnogo ste osoba koja je mnogo bila mučena, stradala. Da. Vidim tu neki kornišoni, neki paprike. Što? No, morate da pazite na jezik. Da držite jezik kroz zube. Da li je gospodin zadovoljan od mene? Ako niste, onda ga zovite opet. Ako ne, zovite time out. Разделбите најтешко паѓаат. Арно ама доколку лесно се совладаат последиците кои тие може да ги предизвикаат, тогаш од нив се станува уште посилен и помоќен. Па така годината ја одбележа драматичниот крај на една долгогодишна врска. Hello, it's Ali ја слушаме во продолжение. Hello, it's Ali. Сум те барал, не се малце 8 години, 2 месеци, како смо раскинули, жал ме фача, клети странци су нас разделили. Алјо, слушаш ли? Пред 8 години бевмо млади и убави. Све смо се договарали и имен смо честитали. Hello, Zoki, како си? Да ти кажем, фали мендери, што си ме штедил во бомби, у бомбите ти. Ти прачам у Бихач, мој подпредседатели. Hello, Zoki, како си? Колаш треба да се дели, колаш да се дели, доста смо чекали, колаш да се дели, доста смо чекали. Zoki,
долгите и мачни преговори за формирање на новата македонска влада. Речиси половина година ја оптоваруваа земјата. Сите актери вклучени во нив, невешти и тромави, налик на карактерите од една бескрајно здодевна детска серија. Всушност и не правеа ништо друго, освен што чекаа некому конечно да му се појави јасен сигнал од антените кои им беа закачени на нивните глави. Добро утро, Македонија! Добро утро! Јас сум Зајко! Јас сум Али! Никола! Зоки Зајко! Али, али, лали! Никола! Али, ке правиме ли вода, Али? Ја биди така, да го пришам Зајко. Како платформата, ке правиме ли вода? Ќе ми даваш ли гаранција на писмено? Само писмен човек бара гаранција на писмено. Да, ми давал гаранција, ама не ја напишал на албански. Вие влада ке правите и широка коалиција. Ајде, заедно, пуштите, ајде пробаме се заедно. Трчаме еден круг. Трчаме напред еден круг. Не ја бива вака, враќај назад. Ради уште еден круг, ради уште. Зборум Македонијо. Со висок пресинг надвор од теренот и со калкулантско однесување на игралиштето, тешко се добиваат надпреварите. Напротив, загубата, како што од оваа временска дистанца е евидентно, може да биде огромна. Вчерашни, уште лани, пренесувајќи атмосферата на еден од мечевите, предвиде дека со таков ритм на игра, последиците за тогашниот лидер на табелата ќе бидат катастрофални. Добро вечер, драги гледачи, се наоѓаме на собраниските терени, каде што во секој момент се очекува да започне големиот надпревар, што по 365 пат се одигрува на овие терени. Добро вечер и од мене. И како што може да видиме, надпреварот штото го започна, судијата Трајко Велјановски означи старт. Еве го, капитенот на ВМРО ДПМН влегува, доаѓа до своите играчи во консултации со докторот, одлучува дека нема да продолжи да игра оваа утакмица и се решава сепак седна, гледате за момент го заврте грбот, какво не почини, мала мешаница, но тој тргна да излегува. Тука го имаме Зоран Заев, погледнете како самоуверено истапува на теренот. Ете и тој заврте грб на нас, на македонската публика, гледате како нешто да сака да се договори. Ау, каква реплика, драги гледачи! Контра реплика, драги гледачи! Погледнете колку е возбудлив овој надпревар. Дали ќе имаме уште една контра реплика или Димовски повторно? Публиката од надвор навива, вика Македонија, како да сакаат да влезат на теренот, сакаат да нема се надевам дека ќе знае ако ова се случи, ние ќе добиеме санкции од меѓународната Федерација Собраниска, нема да имаме можност веќе да играме утакмици во нашиот терен. Да се подсетиме имено на последните утакмици што беа играни во 2012 година. Уште тогаш требаше судиите да ги санкционираат, вакви повреди се казнуваат секаде во светот. И ова нема смисла. Мислам, вакво задржување на времето нема. Овде секаде сите судии во странство ова би го санкционирале. Не може тие бесконечно да ја држат топката во своите раце. Мислам, утакмицата веќе станува неинтересна и судијата е означи крај. Тоа беше све за спортскиот пренос оваа вечер. Се гледаме наредната недела. Довидување. Промовирајќи ја Македонија како земја на алтернативен туризам, лани една од најпопуларните агенции, наречена Четврти Илинден, организираше несекојдневна посета во нашата земја. Имено со несебична помош на неколкумина пратеници, македонскиот парламент во април 2017 ширум ги отвори своите врати за заинтересираните туристи. Но во договорот од туроператорот изоставиле да напоменат дека според програмата, следната дестинација по оваа кратка авантура ќе биде подолг и платен престој во установа во која вратите тешко се отвораат.
Прекрасното и топло априлско попладне во организацијата на туроператорот 4 Илинден група граѓани го искористија за прошетка низ собранието. Тие имаа убава можност да се запознаат со пратениците и низ директен контакт со нив да ги споделат своите знаења за демократијата. Свој несебичен придонес за успешната прошетка дадоа и припадниците на полицијата кои со сесрдна поддршка од нивниот началник им дозволија тие за момент да ја земат правдата во своји раце. Ова е мојата причина поради која готвам. Која е вашата? Новиот Peugeot 308 со напредна технологија, веќе од 170 евра месечно. Домот ми е таму, кај закачам шапка. Домот ми е таму, кај што ме чекат. Домот ми е таму, каде што ме знаат. Домот ми е таму, кај преспијам ног. Стамбен кредит на Комерцијална банка со ниски каматни стапки од 2,9% во првите 3 години и до 30 години рок на отплата. Без надоместок за одобрување и администрирање на кредитот и без трошок за процена. Комерцијална банка АД Скопје. Јелена, мислам дека дојдовме до средината на 2017-та. Така е, Ацо, а околу средината од 2017-та се формираше и нова влада. Но уште не седната почна да се соочува со проблемите кои во наследство им ги оставија предходниците, но и веднаш почнаа да ги решаваат. Имено наместо градежен зафат со кој поради бројноста на министри во владата, особено на оние без ресор, би се прошириле скалите каде вообичаено за прв пат се слика новиот владин состав. Овој проблем беше решен со едноставна промена на кадрот. Браво за најбројната влада во македонската историја. Новата влада само неколку часа по изборот беше соочена со првиот предизвик како да ги собере сите членови на истата во една фотографија. За среќа тука се покажаа на делоспособните кадри, па така Реха Абдуловски, кој е министер без ресор број 157 и аматер иноватор, предложи владата да се слика со техниката панорама, со што од сликата беа изоставени само 5 министри без ресор. 2017 беше и година на локални избори, организирани од режимот на Зоран Заев и СДС. Но за време на истите беа забележани бројни инциденти, од кои како најсериозен може да се издвои оној што ексклузивно го емитувавме на вчерашни. Еве го доказот за влезот на тоталитаризмот во Македонија, кој го забележа на денот на изборите колешката Крстич Попмајбах. Се наоѓаме во живо во Капиштец, каде што нашата екипа забележа наводно нерегуларности во еден избирачки процес, каде што на еден гласач му беше оневозможено правото да гласа, затоа што задоцнил само 45 минути. Тој гласач е тука и ќе ни раскаже што всушност се случи. Добро вечер. Добро вечер. Ви благодарам најнапред за укажаната внимание. Видите вака, еве може да приметите, ја обично доаѓам каснам на време, меѓутоа не ме пушти да си го оставам своето гласачко право. Тоа е доказ дека во Македонија денес режимот се менува. Се ваѓа еден нов режим, каде што челниците на СДС и господинот Зоран Заев, нормално, ми оневозможија мене лично да го оставам своето гласачко право. Меѓутоа народот е свесен. Свесен е народот за тоа, мислам и дека ги препозна сите нивни инсинуации и сакаат своите инциденти да ги прикријат на разни начини и поради тоа луѓето ќе им повлачам на сите граѓани дека народот довербата нема да ја даде. Довербата нема да ја даде и ние ќе победиме. Тоа е, со повеќе информации во наредниот круг или можеби наредните избори. Студио?
А по локалните избори, новоизбраните градоначалници, уште не седнати во фотелите, се зафатија со работа. На првиот ден од својот мандат, дел од нив мора да се запознаат со својот град и да научат дел од активностите со кои секојдневно се занимаваат жителите во местата што тие ги предводат. Значи, ова е тоа автобус што го вика, да? Да бе, со ова идат луѓе на работа што и од тука напред се влегува, знаеш? Да. И тука карта се вади. Да. И после има шипка, ама нешто шипка што е за играње, него шипка да се држиш, разбираш? Абе се држам ја, немам гајле. А да седнеме малку напред, бе? Ке седнеме бе сега го века и судот ке се сима. Судот, да? Бе, што си тукови. Него карти имаме ли? Не. Не, а? Значи ти гледај тука инспекција да не иде, ја ке гледам од вамо. Ако иде, ако вика карта и ти одма на средна врата. Него за вториот кат на автобусов се плаќа ли комунали? Нема комунали ова, сепак е ова автобус е ова. Не, не ќе се плаќа. Ако мора, и пак сакам да ти кажувам сега. Луѓе се работува тука, знаеш како е. Да, мора да се плаќа. Мора да се плаќа, пари требаат у градот. Тоа е тоа, мора. Абе види кој е на точак? Коце! Касно ти е за на точак сега, Коце си го губил, еј. Абе не го оставам Коце така, знаеш. Имам план за него, сакам чувар да го турам доле на градска плажа. Да си игра со песок. Нашто ќе си игра со песок? Будалска работа. Што се смее овој, бе? Пушти го, бе, кој последен се смее, најсладко се смее. А овој што мафта, му киднал автобусот, а? Му ја кинале слободната, бе. Него, дај ти по една ракија да идем да пиеме. Зашто по една? Студио? Но ветените реформи на новата влада, за жал или за среќа, не успеа да бидат донесени во 2017 година. Арно, ама за тоа не се виновни реформите. Причина е недостигот на фокус и концентрација кај реформаторите. Поради тоа беа организирани специјални вежби со кои волјата и желбата за реформи повторно ќе се врати кај реформаторите. Значи, ова е еден специјален вид на јога, која што со усоглашавање на духот и телото, практично се доаѓа до подобар фокус и концентрација кај самите особи. Мора да нагласам дека, иако постоиме непол месец, преку вашата камера може да се забележи дека има огромна посетеност. Кај мене доаѓаат луѓе од разни возрасти, има ученици кои што им паѓа концентрација. Потоа имам луѓе од администрација на кои што не може да се сконцентрисаат на работа. Има политичари, има еден пратеник тука. Иако да нагласам дека они сакава и цела пратеничка група да дојдат, меѓутоа заради мали плати па барава некој групен попуст и во преговори сме. Зошто пратеници, вие бе прашале? Па и нив им паѓа концентрација и фокус. Еве, сведоци сме што се случи миналата недела, кога го прегласуваа тој закон за човекови права и така натаму. Меѓутоа морам да нагласам дека е тој многу класичен синдром за млад човек, млади луѓе, кои што до вчера биле у тренерки или у пижами и сега одеднаш ќе се најдат во ситуација да врзат машна и одело и онда најверојатно многу ја стегаат машњата, при што се јавува на недостаток на киселник во крвта и тоа е класичен синдром после една дефокукација. И во таа смисла моја граѓанска должност е да овозможам до секој еден од нив да може да стигне киселник во нивниот мозак, нормално во зависност од нивните индивидуални интелектуални капацитети, мислам, во таа смисла. И сега ќе ви покажам неколку вежби да видите како тоа функционира. Спиро, направи место до тебе овде. Сега за вашите гледачи ќе покажеме како идат овие вежби за фокус и концентрација. Ама го молам вашиот снимател, дај фокусирайте се малку, да оваа вежба има смисол. Ете така. Значи, овие вежби ги води еден наш искусен инструктор Спиро Енергија, кој што, by the way, има трети дан црни појас во јога, а исто така има и посетувано на школа за млади лидери во Охрид. Гледате како он дубоко удишува, ете, и веќе е сконцентрисан за неговото наредно дејство, а тоа е издисај. Издисај представува испуштање на воздухот низ плуќата и низ трахеата, низ носните празнини. Павле, те гледам во ретровизор, па те молам, сконцентрирај се и фокусирај. Многу гласно зборите, не можам да се фокусирам тука. Па гласно зборува, вели, доста беше молкове, нели демократија, за тоа ли се боревме? Утре да ми дојдеш со родител во 11 овде. Може малку покасно, во 11 имаме родителска средба кетала. Имате родителска. Добро. Тоа би било све од ова инструктор јога курс, студио.
Дали фокусот е вратен или не? За жал, се уште не можеме да кажеме со сигурност. Така е, Елена. А како и во секоја добра вестерн приказна, во која неизоставни се карташките сеанси, најдобрите играчи, за да се заштитат, секогаш имаат некој ас во ракавот. Но тоа не гарантира дека партијата нема да биде изгубена. Таму некаде, на масата наречена Македонија, тројца играат на живот или смрт. Убавиот, среќниот и третиот. Се игра на живот или смрт. Сите карти се на маса. За вакви опасни играчи се викна планетарниот судија дури од запад. Шпил да измеша, карти да подели. Значи да нагласам, се игра на живот или смрт. Која глава последна ќе падне, која карта да ја жртвуваат, за да останат во игра. Го покачувам влогот. No animals allowed on this table, рече шумарот. Океј, плаќам. Задња. Сега влогот е голем. Се игра на се или ништо. Жандар свира. Пара доаѓа и си оди. Битно е глава да се спаси. Мене ме фати грипов. Студио. И пред самиот почеток на овие вчерашни, пред да ја заборавиме 2017 година, остана уште ведермен да не подсети какво време не очекуваше минатата година. Годинава помина, во броење готовина, од половина. Народ кој не добива, дека демек животов ни дојде и ни помина. Пола година немавме министер, кода здравство не е дел од овој систем. А годинава помина, ај боле, следна година, ведермен, пис. Тоа беше 2017-та во скратена верзија. Ние веќе влеговме во 2018-та, а каква ќе биде таа? Од нас ќе дознавате последни и понатаму. Така е, Ацо. Се гледаме и следната недела во 20 часот на Телма телевизија. А дотогаш сите епизоди кои сте ги пропуштиле можете да ги гледате на YouTube. Сега сте чекор за сите. Добро утро. Добро утро и од мене.